свикуваме на ден 15.8.48 седмица на Съвет на община Великата, който ще се одржи в просториите на общинската сграда. И за следния дневен ред го предлагам. Предлог одлука за утвърдуване на план измена и допълнуване на деталното урбанистичен план за дело блок 12 от 2 община Великата. По точка 2 предлог заключи за гласуване на годишна програма за работа на Общинското основно училище Димчо Ангелов Габър в Великата за учебните 25-26 учебна година. И предлог решение за даване на съгласност за формиране на паралелки с обучени ученици в Общинското основно училище Димчо Ангелов Габър в Великата за учебните 25-26 година. Точка брой 4 предлог решение за даване на съгласност на годишен план за разработване в 2026 година на заедничко явно предприятие регионален център за сдружуване на бездомни, миленици и ветеринарно здравство, стационар Шепа Пелагърц. Точка брой 5 предлог решение за даване на съгласност на годишен план за разработване в 2026 година в Дом на култура Мирка Димова до Великата. Точка брой 6 предлог решение за даване на съгласност на годишен план за разработване в 2026 година на явното предприятие за комунални работи Бошова до Великата. Точка брой 7 предлог заключи за освобождаване на извещен за реализация на програмата за изградба, реконструкция, одружуване и защита на околни пътища на улици в община Великата за 2024 година. По точка 8 да ще прашам. Записник, дали беше пратен в групата, дали го разбирате, ще го проведем записник, който беше пратен. Допълнително беше. Добре, отварям разкара по относно на записниката от държавата 47 седмица, дали някой има някаква забележка. Пощо нема, никой не се яви за сбора, го започвам Петър Соби, записникът от държавата 47 седмица на своята община Великата да стане нагласени. Кой е за така предложения записник? Моля да не рака. Едногласно, 8 гласа, 9 гласа за, няма против, няма въздържане. Поминуваме на първа точка. Предлог одлука за утвърдуване на нацърт, план, измена и допълнуване на детален урбанистичен план за дело блок 12 от 2 до 2 за община Великата. Помолвам председателя, ще го поведете председателя. Това беше на комисията за урбанизъм, комунални работи с обликли. Сутрин гласа точката комбинирана на комисията, имаше предложение от председателя и препоръка до съветниците да се даваме досига препоръка на комисията. Значи тук осъществено няма измени. Не, това е едно, само докато Министерството транспорт и да шофер да даде. Първо трябва техническо решение. Нищо бахни, не се зазнава. Да го знаеш, може да познава. Докато Министерството да се Предлог одлука за утвърдуване на нацърт план за измена и допълнуване на детален урбанистичен план за дело блок 12 от 2 в община Великата, председател на урбанизъм е Лаборевича по комисията за урбанизъм и поведете отностна точка. Добре. Поставката е почната още от 2022 година. Два пъти беше дадена овој план на јавна анкета. По трет път е вратен на забележка от Министерството за транспорт и поради формалните работи трябва повторно да оди на јавна анкета. Поради това точката повторно се става на дневен, мислам се, има потреба от донесение на одлука за нацърт план. Значи ова одлука, колко се одобри, значи нацърт планът ќе биде повторно даден на јавна анкета.
станува збор за офрт кој што е во центарот на градска Подраче, кај што е граничен со улица Јане Цендански, обликовница на демократија и улица 11 октомври. Това е непосредно до новиот мост на река Бошево. Да е тоа разправа по правата точка на дневен ред. Поштувам светници, да не некој прашање. Пошто никој нема разбор, исклучувам претресот преговорното за изпратување на нацрт план измени и дополнување на детален урбанистички план за дел блок 12, план 2 за општина ДНК предоставам на гласен. Кој за положение предлог? Молам да не едногласно, да се стане на одржање. Подобуваме на втора точка от дневен ред. Предлог заклучно за донесување на годишна програма за работа на Општинското основно училиште Винчанково во градот ДНК за учебната 23-26 година. Povedете председателите на На комисията за явни дейности беше образложено детално годишната програма на основното общинско училище за Винчанково во градот. Со моја препоръка сега тоа бъде малко по-кратко, да се обърне минание на важните работи, по-важните, които са достигнати в програмата. Инаку со 3 гласа за беше предложено да преминеме. давам збор на представител на Општинското основно училиште. Povedете. Значи, програмата за учебната 25-26 година съдържа сите точки според правилното законното и съдържината на годишната програма. Дадени са сите общи податъци за основното училище, като и податъци за всички ученици и за всички разработени. Во делот на прилог на годишната програма дадени са програмите за всички формални и неформални дела на училището, годишните програми за работа. Всички проекти ще се реализират в училището и така нататък. Значи, во однос на вработените сме вкупно 59 вработени и спаѓаме во редот на по-старите колективи, къде што возрастната структура е според возрастната структура спаѓаме во училишето со по-голем број на по-стари вработени, а во однос на степенот на образование речи се сите, освен двајца се со високо образование. Во однос на бројот на учениците имаме опаѓање, кое што последните неколку години е континуирано, од 315 ученика кои што завршија оваа учебна година. Следната ја стартуваме со 304 ученика. Во централното имаме 250 ученици, 245, а во подрачните училишта бројот секаде исто така е во опаѓање, освен во подрачното училиште во село Бистренци. Наставата се изведува на два јазика, македонски и турски наставен јазик. На турски наставен јазик имаме само 11 ученици. Една паралелка во подрачното училиште Челевец и една паралелка комбинирана во подрачното училиште во село Корешница. Од страна на другите јазици, англиски изучуваат сите ученици од прво до 9 одделение, а како втор странски јазик нашето училиште го има францускиот, со тоа што имаме македонски јазик за припадниците на заедниците, но тоа само од 4-то одделение по 2 часа неделно. Училиштето работи во една смена, освен во подрачното училиште село Корешница, заради недостаток на просторни услови, проблеми кои што ни е ставен во еден од приоритетите за решавање и во оваа учебна година. Значи, планирани се проширувања, доградба на училници и воопшто подобрување на условите за работа со цел едносменско одвивање на наставата.
приказ на сите програми кои што се опфатени во работата на училиштето. Ви е истакнала проширената програма со која што за прв пат почнуваме оваа година, со продолжен престој, со комбинирани групи од ученици од прво, второ и трето одделение, кој што би функционирал по завршување на редовната настава, со време трајање до 15-30 часов и можност за продолжување уште положена час во зависност од потребите на родителите. Тоа се финеси кои што ќе се искристализираат со почетокот на учебната година во месец септември. Од позначените работи во однос на работата со учениците ќе ги истакнам како по гломазни процеси, да речем, процеси кои што имаат доста голем обем на работа, инклузивното образование и образованието и работата на учениците со различен вид на потешкоти. Во однос на инклузивното образование, училиштето има развиено свој политика, има добра соработка со ресурсниот центар училиштето Маца Овчарова од Велес, кој што за наши потреби имаат обезбедено 6 образовни асистенти. Очекуваме бројот да се зголеми. Оваа учебна година, во текот на учебната година, барем уште еден да добиеме, а со зголемување на напорите и со зголемување на соработката со родителите, може би бројот ќе биде и уште поголем. Во продолжение на годишната програма дадени се активностите на учениците, како во редовната настава, така и во наставата, како во наставни активности, меѓутоа и во училишни активности, кои што можам да се пофаламе, демиркописките деца се многу активни, членуваат во голем број на други институции. Тука ќе го истакнам театарот, Домот на културата, со кој што имаме многу тесна соработка и успешно. Во однос на надпреварите на учениците, можеме да се пофалиме дека голем број на наши ученици стигнуваат до државни нивоа на надпревари. Не сме имале учество на меѓународна надпревар, така да една од заложбите би била тоа да постигнеме меѓународно учество во надпревари. И во однос на соработката со институции, тука ќе ја истакнам соработката со јавните здравствени установи, каде што заеднички напори се вложуваат. Имавме неколку активности за подигнување на нивото на вакцинација на учениците и можем да се похвалиме дека Демир Капија е една од општините со висок опфат на вакцинирани деца. Не сме имале проблем со невакцинирани деца и секако соработката со родителите, која што се трудиме на различен начин да ја унапредиме, да ја збогатиме, бидејќи нели знаеме родителите се со обврски, меѓутоа покрај советот на родители, кој што е доста активен совет на родители, тука се и бројни проекти во кои што родителите земаат активно учество, особено проектите од областта на меѓуетничката интеграција. Тоа е накратко самата годишна програма. Кажам дека во прилозите се посебните програми за сите формални и неформални дела, како на вработените, така и на учениците. Тоа што и учениците си имаат свој начин на организирање и учество во училишниот живот и заложбите на Министерството и на Бирото за развој на образование се да се
погазва все повече и повече нивното учество во училищниот живот, да се научат децата на демократски начин на функционирање, да. Слава. Годишната програма е пред колегите си следници. Отдаваме по-права разправа. Дали някой има прашане да представителите на Общинското основно училище, поведете да Годишната програма трябва да се доноси, това не е ясно за може да функционира 26-та година ясно. Дека овака, како што предложена годишната програма, дали е добра, не е добра. Ја да не се сложам с това. Технички податоци знака не е треба. Се може да намалите на пола, или да направите овака, ама да биде оно што е основно национално образование, тоа е едукација, да, е принципен. Сликите од Google Map, кај се наоѓа школата, мене не им треба завршам со школа, таму сите не сме школували и знаеме како е што е. Техничките податоци за вработените кој година е роден, може да се стави уште и како се вики дата на раѓање и честите на роден ден, воопшто не е потребно да стои во програма. Ето примерот просто, кој што сакам да го видам напред, овие технички податоци за паралелните колку што се, тоа е корект, за некаде. Материјално финансиската работа можам да учиште, знајќи кој да ръководи основното училище, не е чудо што е овака направено како што е, за среќа, се надам дека уште многу малце. Останатиот дел, едукативниот дел, многу малко просто како некој е ставен во едукативниот дел. Тоа дека учениците требало да учествуваат како беше тука, како биде игроворна група, млади актери, помни група, тоа се само желби, меѓутоа, ајде, некако и тази овака може да помине. Како видите, наставници таму доволен два, значи не е заобичен техника си доволен два, затоа што мора да помине. Во овој случај, знаете дека програмата мора да помине, а не сме говорили за оваа програма. Јас види се воздржал, гласен воздржал за да како и програма с оглед на тоа дека се не Значи, на самиот почеток на годишната програма ви е дадена содржина. Содржината на годишната програма ја утврдува Бирото за развој на образованието. Значи, сите тие точки што се содржани, ние ги внесуваме затоа што мораме да ги внесеме. Образецот за пишење на годишната програма е тој. И сите училишта по тој образец се водат. Значи, секоја годишна програма мора да ги содржи тие податоци и за вработени, и за простор во училиштето, и локација. Тоа ни е дадено како готов образец од страна Биро за развој на образование и Министерство. Така да не си измислуваме ние што да ставиме во годишната програма, туку тоа е образецот со кој што се раководиме. Дали некој друг прашање да поверите? Јас би сакала да прашам како се справувате со дисциплината во училиштето, тоа што и вие сте дали колективни кои што треба тоа да работи. Дали прво постои нешто што не е горе, значи нема дисциплина, ако нема како се справувате? Можем да кажем дека доста добро стоиме во поглед дисциплината, како поминува времето. Секоја наредна година во однос на дисциплината резултатите ни се подобри. Тоа зборуваат ни малиот број на изречени педагошки мерки. Најчесто педагошките мерки се извршуваат заради екстремно слаб успех. Заради лошо однесување имаме, меѓутоа секогаш се покажало дека кога ќе се поработи нели тимски, класниот раководител и родител, како се вклучи, без вклучување на родителите, има секогаш подобрување и ако е изречена педагошка мерка по основ на несоодветно однесување, после тоа доаѓа до публикување, кога ќе се видат позитивни резултати. Во прилог на тоа оди фактот што до сега немаме побарана помош од педагошка служба Скопје заради проблеми кои што не сме можеле да ги решиме. Меѓутоа, како генерален заклучок е дека дисциплината е на солидно ниво. Добра. Дали некој друг? Бар да збори на наш
ученика во една паралелка. Во централното училиште имаме такви 7 паралелки, што се со под 20 ученици. Во одделенска настава прво, второ, трето и четврто одделение и во предметна настава 7 и 8 одделение паралелки со помал број на ученици од 20. Додека во подрачните училишта, каде што имаме чисти паралелки, тоа е само подрачното училиште во Корешница, таму имаме 3 такви паралелки. Пето одделение, четврто одделение и трето одделение. Трето и четврто со по 6 ученика, а пето одделение со 12 ученика. Во другите подрачни училишта паралелки се комбинирани, нема чисти. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Дали некој за разбор, има прашање, победите спомнете. Ovako mi se sjeća samo da u dosta stolova, da li u poslednjih godina ima podjarna uloga za obučivanje dole stavnice? Јас не сум запозната со тие прашања. Во последната година, ја мислам дека се што на наивно и неодложно само кога ми оделена. Ako se namалува бројот ученици. Да. Бројот Бројот на родители се намалува. Ама бројот на родители сколку се свикува. Да, врз основа на породилно отсутство имаме такво, но тоа се очевидно и неодложно, не е по запишување на... Да. Имавме пензионирање на наставник, меѓутоа никој не дојде на него. Се распределија часовите и другите наставници. Добре. Дали се други прашања? Пошто никој друг нема разбор, предлог решението за давање на согласие за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште Кничака во градот Метафе за учебната 25-26 година оставаме гласани. Кој за предложеното предлог решение во ова кредера? Пет гласа за, едно против, едно одржано, четворица одржани. Одобрено. Благодарам за присуството. Предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување за 2026 година на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на безбедни билетници и ветеринарен транспорт, стационар Шепа Радица. Добар ден. Пошто на комисијата за јавни дејности, презапахте тука јас поведете. Да, на Комисията за явни дейности представник от стационар Шепа имаше. Оправдано въпросите нели на ова е како план за вработување за 2026 година, затоа што како план не мора да го достават, а за вработување сега овој случај тоа не може да се прави. Затоа да ви за согласност да Дали представите на причината може би? не би Тоа е тоа, нели? на годишен одмор Отворам расправа на предлог решение за согласност на годишен план. Дали некој има разбор? Пошто некој не го разбор да започнува претресот и предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2026 година на јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на безбедни билетници и ветеринарен транспорт, стационар Шепа Радица, стана класа. Кој за вака предложено предлог решение по овој кредер? Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема уздържани. Ето точка на дневен ред предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување во 2026 година на овој дом на културната битка Гинова Рудниката. Рудник Георгиева е директорка,
Годишният план за разработване по всяка година е образка да е поднесена и ако се работи едно по друго, и вие сам се знаете така и след годишен план за разработване това е 3 години. Значи се заработи за тия 3 работни места, що ви карам. И тогава помилуват в администрация и от образование до финанси и там вече негативен отговор. Значи се работи за ръководително отделение, за административни и общи правни работи. Там нямаме никакъв човек правен или економист. Имаме полза на сценска медична дейност, давате на услуга за толкова да се бъде. И хигиеничър, много отговарям много съседи. И за те си бъде. Това е. От параграф 1, дали ще има колеги съветници да пращи или коментар, това е. Още никой не е разбор. Първо решението за даване на съгласност за годишния план за разработване за 2026 година на общинската ОИ Дом на културата Митро Вино и Декапия да стане на 21 продължен решение. Едногласно, 9 гласа за, няма Коректно прието, като се избирам. 8 гласа за, няма против, няма въздържали. Това е приятно. Приятно. Допълнително влияние се изнася влияние на гласна акламативно. Полина на 6 точка в Предното решение за даване на съгласност на годишен план за разработване на 2026 година на явно предприятие за комунални работи Лоша Дмитрович. Чекай, представите. Ако не, колегата, то не е с следната точка, тук па не. Може да даш. Няма ще е точка. Седма. Добре. Седма точка. Айде, да поднесем. Да се да поднесем го интересно времето. Добре, Седма точка на дневния ред. Предлог за заключок за извоюване на извещане за реализация на програмата за изградна реконструкция, održavане и защита на локални пътища и улици в община Великапец за 2024 година. Проверете, господин Ред. В 2023 година се донесе годишна програма за изградна реконструкция, održavане и защита на локални пътища. Той беше планиран с бюджет от 30 милиона 528 хиляди денари. Значи, по завършението на 2024 година се направи ово извещане и реализацията на разходите, които ще се плати, които ще се направи изплати за 2024 година, се 7 милиони 960 хиляди 685. Разликата се появява в това, що това са проектирани вредности, а реализирани вредности с други после явна надбавка и разликата се явява, че е най-голема в делът, където беше планирано в 2024 година да завърши улицата, реконструкция на улица в село Чифлик и улица Яна Седански, но това се завърши дори в 2025 година. Исто така беше планирано на 2024 година тротуарите ще се ушне в тек, значи да бъде реализирано, но това се реализира в тек и реализация в 2025 година. Детално тук е образложена за кой проект колко вредност влече от програмата. Доколко има вашето? Благодаря. От параграфа по предлог заключок за усвояване извеща за реализация на програмата за изградна реконструкция, образуване и защита на локалните пътища и улици за община Великапец за 2024 година. Ще имаме тези съветници колежки. Повече ще не сега. Ова точка беше комисията за и тук ще поменахме за Солидус. Значи годишното извещане, той какво ще е? Що напоменахме
nadzor, simulacija, izgledovač, tako nakon ne reagirali, to ostalo završilo tako nakon. Nekaj, nekoliko sedmicama stoji, tega da tukaj realiziramo sve onako kao što je, to je prijetučalo. Sam ne je to pojent, da nisi možda napraviti mnogogodišnju programu, da kažem vam kad sam tebe tam, gdje turiš 2 sata masal, to se završeno, godišnji program i tako da to. Ljubav, kvalitetu, izgovoruje, na potrebe, na varijanti, na nož, predlog, da bude napravljeno, ne. Za mene. Това е генерален проблем не само в община Демократ и на ниво на република. Бидейки се по-малък квалитетът на изведуване на градски работи, все по-слаб е квалитетът на контрола от страна на надзор, който общините го правят, покрай другите общини и община Демократ. Значи това е реален проблем, който ще се съотчува на някакъв работене в община Демократ. Надзорник дал съгласно дека се направим според проекта първа пропуск и така натаму. Или си го припадат, а осъщена не е. Проблем е, бидейки в текът на граждани работи, се обидуваме някои, значи, кога ние изгледуваме на терен, значи се обидуваме някои работи. Надзорът са по-редко дали на смисъл на терен. По наши реакции некош, често се от страна на извидувачите и от страна на надзора се прихватят, но проблем е, що изведуването, квалитетът го гледа на опус. Значи, тия пропадени опуси ги гледаме. Значи не се твърде дека е дворек, дека е добро набиено, дека е градени се натрави се. Това ние го гледаме, но квалитетът опус е дойде. И това се нотира, се слика и се правят дописи, пробично устно се комуницира с изведувачите, се прати някакви поправни и избегнуват. Значи гледат да избегнат поправки, ще е опусне. И като ще разговаряхме какво ще мислям в текът на комисията, стана възможно, че и представено на общината да прави тушки по изведувачите. Единствено, той не е избежен. Той не е избежен. Проблем е, що се изградува се платя, се изградува се и накрая се и аз дълго време съм в общината в ова проблематика и аз тежко се изборвам с значи, едностранно е така, носно се на терен, се разправя, се изградуваше, не само са майстори директно, са някои друг ръководители на градилище, са газници, значи дойде на конфликти, са надзори. Генерален проблем, аз колко ще мисля, дека е генерален проблем на ниво на Македония. Може трябва някакви други загадки регулативите за се случва с проблем, на това не може да се предвидят, да нещо да се направи. Кой го избира, той надзор. Значи има явни набавки, които се разпишат явни набавки. В община Демократа няма фирма, които ще върши нас. Не си явят фирми, които ще се отстрана и тия съгласно явните набавки си намаляне квалитета на и некои ще локални, които се взимат преводачи, и онекои не е толкова точно. Абсолютно мислам. Констатацията е... Това е информация, която ние дотекат на преводителите, които се случват с всеки проект. И комуницираме с за да не обективно оценен нещо, ще трябва да се користи. Комуницираме с други общини, генерално Даже друг разговор. Даже меня советую,
Како се врши плаќањето исплатата за реализиран проект? По подпишена завршна ситуација. Завршна Да. ситуација. Ама во моментот кога се прави завршна ситуација се рец. И се получиме со се. Значи, отпуса се... Тоа е Во текот на текот на одржување, нели, експлуатирањето на тој проект. Тоа е во согласно со Законот за јавни набавки и Да, не, Се тоа е тоа со финансиски законите, да. финансиски. Не можете да оставиме подолг рок за това, че Просто не се 30 оставя. дена да подоставена финансиска документација од страна на Како ако е тоа генерален проблем во цела Македонија, зашто да не се прави измена во законот? Затоа спомнам, не знам, значи, Тоа треба общините како засегната страна да го... Ја во текот на моите работење тоа го не го заклучам, така се да има мало некој период во кој што што се различното. случај некоја аномалија да се Во исправи кога се завршува проектот, се гледа се, значи тоа ќе се гледат количини кои ќе се ставени, тоа се дорец, се показува надмисам на тој дел, се подпишува крај на надзорот, да една подписка гранчани да нема, значи ние изгубиме некои пари кои поготово се случува со средства кои што се добиват. Значи ако не се направи исплата, Таму користи тоа. тоа се случи со си на даден момент кој што се критична така. Тие така средства користи. Добро. Друг параграф, Пошто никој друг не е на спор, ќе го получам петата точка од седмата се реши. Имаме предлог заклучок за утврдување на извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните градишни улици во општина Милијака за 2024 година поставена на гласање. Кој за вака положение од предлог заклучок волам да кренеме. Кој гласа за, дали е против, дали е одржан, благодарам. Сега продолжуваме со Предлог решение за давање на согласност за годишен план за вработување до 2026 година на јавни предпријатија за комунални работи Бошава во Милијака и Кресани. Поверете. Овака годишниот план за 2026 како законска опрска се изработува тековно за наредна година. Моменталната бројна состојба на вработените во јавните предпријатија е 23, од кои се 3 административни службеници и 12 задатели на јавни услуги. Планирано пополнување на работни места преку распоредување нема. Унапредувања не се планирани за следната година. Планирано е намалување на вработените во институцијата, односно едно пензионирање кој би требало да се реализира во јули 26 година. Делот на давателите на јавни услуги. Други заменувања не се планирани и планирани се вработувања, односно 6 работни позиции, од кои што една е за административен службеник и 5 се за даватели на јавни услуги. Сите овие вработувања се по претходни пензионирања, каде што моменталното пензионирање во 26-та е со помал износ, односно се однесува за 4 месеци, бидејќи пензионирањето се реализира во јули 26. Вработување на определено време нема планирано и пополнување на работни места преку мобилност исто така нема планирано за 26. Благодарам. Отварам расправа по однос на 6-та точка од дневниот ред. Предлог решение за давање на согласност за годишен план на вработување на уште
давање отпуска на писмена форма. Нема смисла. Не го чуем. Јас, го завршуваме 48-та седмица на својата општина Велика Капја, јас го завршувам. По некаква етичка не пишемо правило, нели ова може би ќе биде последниот совет на овој состав за општина Велика Капја, или ако не се појават некакви или неодложни работи, ние ќе видиме на располагањето на службите до конституирањето на новиот совет. Јас би сакал од моје лично име да ви се заблагодарам за вашата кооперативност, за и експедитивност, бевме се надевам од интерес на општината и работевме во интерес на граѓаните на општината Велика Капја. Ви благодарам, почитувани представници на општината, почитувани граѓани на општината Велика Капја, ви благодарам и вам, почитувани колеги советници, имате убаво план, има викенд, не грешам сега фокус на викендот, имам престан викенд, така